И по утринските вести и куси од блок на реклами се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија. Си продолжуваме со вториот разговор за ова утро. Имам ова утро на вистина весели гостинки, ни го разубавија и ни го развеселија овдека студиото, а тие ни се гостинки со повод. Имено во четврток на 15 јуни ќе се случува нивниот концерт на трио Анимато во Даут Пашин Амам со почеток во 19 часот. Насловена е овој вид на камерна класична музика како безвремени мелодии и сите вие кои што сакате ваков тип на музика ве повикуваме во четврток на 15 јуни во 19 часот на концертот на трио Анимато. Ова утро наши и ваши гостинки се магистар Даниела Неделковска, професор по флейта, и веднаш до Даниела, магистар Светлана Димитриевска, професор по пијано, и двете ни сте професорки од Илија Николовски и Луј. Да не го кажувам сега целиот назив на училиштето, си го знаеме Луј дека е средно музичко-балетски училишен центар. И сепак да кажеме, вие сте трио Анимато, имате уште една колешка, да си ја спомнеме. Тоа е магистар Симона Морочковска-Маноловска, професорка исто така по флейта. Дами, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма на Алфа телевизија. Оно што е повод за вашето гостување е оно што ќе се случува веќе во четврток на 15 јуни во Даут Пашин Амам со почеток во 19 часот. Концерт на вашето трио. Да ја представиме за почеток програмата. Што е оно што ќе можат сите оние љубители на камерна класична музика, што ќе можат да чујат од вас овие колку ќе бидат час и пол или 2 часа на концертот? Ова година имаме замислено, направивме концепт да свириме попопуларна класика. Тој ни всушност целта да допреме до пошироката публика, да имаме публика која што е од помладите генерации и повозрастните генерации, да задоволиме повеќе вкусови. На програмата ќе бидат дела од Грик, Шостаковиќ, Брамс, Шуберт и не можам да не ја спомнам нашата колешка композиторка Бете Илин, која што специјално напиша композиција за нас, за две флейти и пијано, и со задоволство ќе и таа композиција ќе биде представена премиерно на нашиот концерт, да. Трио Анимато бенд, односно трио како да кажеме, на камерна музика. Постоите од скоро 2-3 години, така? Светлана, ќе ни кажете кога сте формирани, од каде идејата за ваков бенд, бидејќи вакви состави нема многу на камерна музика во Македонија. Вие сте женско трио. Така. И колку време постоите и од каде дојде идејата да се случи еве вакво трио? Па нашиот состав, мислам дека веќе скоро 3 години бележи откако ние спонтано се формиравме. Значи, тоа беше еден разговор, една неформална дружба, идеја да почнеме заедно да свириме. Одбравме еден програм, да видиме дали ќе се усогласивме и свативме дека навистина си одговараме, односно можеме заедно да музицираме. Составот е невообичаен и навистина многу редок, пијано и две флети, со тоа што голем предизвик за нас како состав е да најдеме нотен материјал, значи изборот на литература е малку специфичен и тоа може би представува некој проблем кој се уште успешно го надминуваме и репертоарот постојано го збогатуваме и го надоградуваме. Имаме ние 15 минути за вас одвоено за овој разговор. Во интерес на времето, јас би сакала веќе сега да видат нашите гледачи како вие звучите, како изгледа ваш еден концерт. Имаме едно кусо видео од минутка и пол, толку ни дозволуваше времето. Ќе ја замолам режијата ако може да го погледнеме прво кусото видео со тон за да се види како звучите.
Одлично, ова беше, ќе ни кажете што имаа можност нашите гледачи да чујат и да видат. Ова беше од ланскиот концерт, така? Да, Во Дауд на Пашин 17 Иваниста. јуни што беше одржан минатата година. Ова е композиција од композиторот Фурстанау. Доста захтевна композиција за триото, меѓутоа беше навистина предизвик за нас да изведеме. Каков е интересот на македонската публика кон овој тип на музика? Има ли посетеност на вашите концерти? На нашите концерти ние ги правиме во Дауд Паши и Намам. До сега секогаш има посетеност. Одбираме да има, како што рече претходно колешката Даниела, да има и по-атрактивни мелодии, виртуозни, со тоа што оваа година нели се одлучивме малку да дадеме идејата, односно да ја промовираме нашата идеја дека сепак и класичната музика, значи може да биде и забавна и да публиката може да ужива во амбиентот што и да се забавува во амбиентот што го создаваат тие безвременски мелодии како што и насловен овој концерт. Вие сте и двете професорки во Илија Николовски Луј, флейта и пијано. Од каде кај вас љубовта кон флейтата, Светлана кај вас кон пијаното и колку си ја сакате, колку ве исполнува педагошката работа, додека ни оди разговорот, ние имаме исто така и некои фотографии подготвено. Може режијата ќе ја замолам да ни ги пушти, нека си одат во позадина, а вие повелете со одговорите. Мислам дека секој од нас во себе има некаков талент. И наше е само да го откриеме и да работиме на тоа. Јас можеби имав среќа да бидам на право место во право време, да некој сосема спореден лик во животот да им укаже на моите за талентот кој што го поседувам и да им даде насоки дека можеби треба да се преземат поголеми чекори. И ве сум каде што сум денеска. Значи, Светлана? Па, мојата приказна е малку поинаква. Мојот дедо, значи на мајка ми страната, ми купи пијанино Петров. А мајка ми исто од времето е одела во музичко и она ме насочи, че од мала има завршено на и средно музичка гимназија паралелно и потоа ме запиша во Илија Николовски Луј, или тие аудиции што требаше ги поминеме и секогаш имало нели луѓе околу мене кои што ќе ме поддржат во работата. Ние знаеме колку треба да се вежба и да се работи. Навистина со голема љубов сум вежбала, сум работела. Тука би сакала да ја спомнам мојата професорка Мирјана Живковиќ, која што беше пресуден лик што јас сум денес кога што сум со таа посветеност и љубов, односно веќе да се надоврзам за педагошката работа и нашата улога во општеството и воопшто во образованието, еве конкретно во музичкото образование, дека денеска да бидеш наставник е навистина голем предизвик, затоа што имаме план и програма која што ние како музичко единствено акредитирано музичко училиште во Скопје мораме да исполниме наставната програма и план, а денешните деца се растргнати со многу обврски, мислам дека имаат работно време повеќе од нас возрастните и се навистина секогаш преморени и многу тешко да речам се справуваме со тоа и вложуваме многу повеќе за да можеме да да ги дадеме посекуваните резултати кои се очекуваат од нас како наставници, а и ние кои треба да ги очекуваме од нашите ученици. Со љубов си ја работите работата, се гледа тоа по вашите кажувања, како убаво говорите и некако со насмевка и ви светка вака убаво милина од очите кога се изборувате за вашата професорска работа. Со право ќе кажам дека си го сакате, влюбени сте во музиката, во вашиот инструмент, Даниела во флейта, Светлана во пијаното. Колку пати да се слушнавме и да се договаравме за разговорот, Светлана ми кажува јас вежбам. Вежбам, се подготвувам. Тука сакав да прашам колку е потребно, имам некаде прочитано дека 10% вели таа студија дека 10% е талент, а 90% е вежбање. Колку има вистина во сето ова? Јас се согласувам потполно со тоа. Колку часа дневно вежбате? Зависи колку време се подготвувате за концерти? Ако не сме преоптеретени со педагошката работа, зависи од активностите. Тогаш и повеќе зависи. Некојаш
3, 4, Ама вие 5 уживате, сати. така, вежбате и уживате во тоа. Така. Сме активни, ностоп, константно вежбаме, работиме не само заради нашето концертирање, туку и заради учениците. Значи имаме ученици кои што свират веќе академска програма која што е на повисоко ниво. Ние мора да сме во форма, мора да работиме со нив. Лично ние, јас барем, константно се трудам да бидам во форма. Колку ми Каков е дозволува интересот времето. на младите кон пијаното и кон флейтата? Се запишуваат ли во средно? Има. Така? Има интерес, имаме добри деца. Да. Луи секогаш имало Така е. добри ученици. Посебно за пијано, секогаш има голем интерес, особено и во основниот оддел. Да. Сега беа приемните за уписите за основниот оддел. Нема да претерам ако кажам дека 90% од децата сака нели го одбраа пијаното како посакуван инструмент. А знам дека и флейтата како инструмент добро котира во музичкото. Тоа се тие инструменти. Пијано, гитара, виолина, флейта и во последно време и ударни. Да се вратиме на трио анимато. Што ќе се случува по четврток? Значи ќе заврши концертот Да отпаши намам, следува едно долго топло лето, каде што претпоставувам имате многу настапи. Како ви е букиран, како ви е летниот период испланиран како трио? Вака, овој крајниот период, завршниот период од учебнава година ни е секогаш преполн со активности и како трио и со учениците. Ќе имаме во иднина, имаме зацртано што ќе правиме, меѓутоа јас би оставила време и простор да се случат настаните, па да дојдеме да ви гостуваме и да ви презентираме што имаме следно спремно. Така, значи сепак нема да биде, мислам ќе бидете активни летово, како ќе дозволува времето на овој летен период. Останува уште да ве прашам приватно каква музика слушате и колку вие одите и посетувате други концерти. Морам да кажам дека во последно време го сакам тој нордиски рок. Да, ги истражувам тие групи, класична музика секогаш. Настрана од класичната музика, значи приватно каква музика се слуша? А на концерти нон-стоп. На концерти сме, константно, тоа ни е дел од работата. Од работата, од секојдневниот живот, така што нашето одење на концерт него како активност, него после концертот да седнеме во Филхармонија кафе. Да. И тоа ни е еден ритуал. Одлично, останува уште еднаш да го најавиме концертот, значи 15 јуни, почеток 19 часот во Да отпаши намам. Ви благодарам што ни бевте ова утро гости, времето ни е веќе тука, ни изминува. Ви посакувам успешен концерт во четврток и ако имате, кога имате било што ново, ние остануваме отворени за соработка да ја представиме вашата работа. Ви благодарам уште еднаш што ни бевте гости. Благодарам.